Почитувани советници, ја отварам 27-та седница на Совет на општина Кавадарци закажана за денес. На седницата присуствуваат 17 советници, очекуваме уште 20 во текот на седницата да ни се приклучат. Констатирам дека кворум за работа има и Советот може полноважно да одлучува по предложениот дневен ред. Со решението за свикување на денешната седница имаме добиено предлог дневен ред за работа на седницата закажана за денес и тоа. Под 1. Предлог одлука за изменување и дополнување на буџетот на општина Кавадарци за 2019 година. 2. Квартален извештај за извршувањето на буџетот на општина Кавадарци за 2019 година, втор квартал. 3. точка. Предлог одлука за распределба на финансиски средства од буџетот на општина Кавадарци за 2019 година. 4. точка. Предлог програма за изменување и дополнување на програмата уредување на градежно земјиште на просторот на општина Кавадарци за 2019 година. 5. точка. Предлог програма за изменување и дополнување на програмата за комунални дејности за 2019 година. 6. точка. Предлог програма за изменување и дополнување на програмата за развој на општина Кавадарци за 2019 година. 7. точка. Предлог програма за изменување и дополнување на програмата за изработка на урбанистички планови во општина Кавадарци за 2019 година. 8. точка. Предлог програма за изменување и дополнување на програмата за активноста на општина Кавадарци во областа на културата за 2019 година. 9. точка. Предлог програма за изменување и дополнување на програмата за активноста на општина Кавадарци во областа на здравствената заштита. 10. точка. Правилник за изменување и дополнување на правилникот за организација на работите, систематизација и работните задачи и плати на вработените ЈП Јасмин Кавадарци, донесена од управен одбор на ЈП Мито Хаџибашилев Јасмин. 11. точка. Предлог одлука за изменување и дополнување на одлуката за утврдување на стандарди за поставување на времени објекти. 12. точка. Предлог одлука за утврдување на потребата од донесување на нова урбанистичко-планска документација за објекти надвор од плански опфат. Согласно член 59 од Деловникот за работа на Совет на општина Кавадарци, предлагам дополнување на дневниот ред за денешната седница и тоа. Предлог одлука за изменување и дополнување на одлуката за резервирани средства за експроприација во буџетот на општина Кавадарци за 2019 година. Согласно Деловникот за произнесување за предложената точка на дневен ред. Кој е за? Едногласно. Констатирам дека е усвоен предлог, предложениот дневен ред да се дополни со точка со реден број 13. Предлог одлука за изменување и дополнување на одлуката за резервирани средства за експроприација во буџет на општина Кавадарци за 2019 година. Согласно член 59 од Деловникот за работа на Совет на општина Кавадарци, предлагам дополнување на дневниот ред за денешната седница и тоа. Предлог одлука за давање согласност за склучување судска спогодба за регулирање на меѓусебни односи во врска со судски предмет број 16/19 заведен пред Основен суд Кавадарци. Согласно Деловникот молам за произнесување за предложената точка на дневен ред. Кој е за? Едногласно благодарам. Констатирам дека усвоен предложениот дневен ред да се дополни со точка со реден број 14. Предлог одлука за давање согласност за склучување судска спогодба за регулирање меѓусебни односи во врска со судски предмет пред Основен суд Кавадарци. Согласно член 59 од Деловникот за работа на Совет на општина Кавадарци, предлагам дополнување на дневниот ред за денешната седница и тоа. Предлог одлука за давање согласност на одлуката за донесување на годишен план за вработување за 2020 година на јавна општинска установа Локален музеј Галерија Кавадарци со архивски број 01/141/3 од 5.7.2019 година, донесена од управен одбор на јавна општинска установа Локален музеј Галерија Кавадарци. Согласно Деловникот молам за произнесување за предложената точка на дневен ред. Кој е за? Едногласно благодарам. Констатирам дека усвоен предложениот дневен ред да се дополни со точка број 15. Предлог одлука за давање согласност на одлуката за донесување на годишен план за вработување за 2020 година јавна општинска установа Локален музеј Галерија Кавадарци со архивски број 01/141/3
od 5.7.2019. godina donesena od Upravен odbor na javna opštinska ustanova Lokalni muzej Galerija Kavadac. Согласно член 59 од Деловникот за работа на Советот на општина Кавадаци, предлагам дополнување на дневниот ред за денешната седница и тоа: предлог одлука за утврдување на неисполнети услови за донесување на урбанистичка планска документација за усогласување на намена на градежно земјиште на КП 13709 на улица Вишесница КО Кавадаци 2. Согласно Деловникот, молам за произнесување за предложената точка на дневен ред. Кој е за? Едногласно благодарам. Констатирам дека усвоен предлог предложениот дневен ред да се дополни со точка број 16, предлог одлука за утврдување на неисполнети услови за донесување на урбанистичко-планска документација за усогласување на намената на градежното земјиште на КП 13709 на улица Вишесница КО Кавадаци 2. Согласно член 59 од Деловникот за работа на Советот на општина Кавадаци, предлагам дополнување на дневниот ред на денешната седница и тоа: предлог одлука за утврдување на неисполнети услови за донесување на урбанистичко-планска документација за усогласување на намената на градежно земјиште на КО број 10341 и кој зафаќа дел од КП број 10339 на улица Орчер Николов КО Кавадаци 2. Согласно Деловникот, молам за произнесување за предложената точка на дневен ред. Кој е за? Едногласно. Констатирам дека усвоен предлог предложениот дневен ред да се дополни со точка број 17, предлог одлука за утврдување на неисполнување услови за донесување на урбанистичко-планска документација за усогласување на намената на градежно земјиште на КО број 10347 кој зафаќа дел од улица Орчер Николов КО Кавадаци 2. Согласно член 59 од Деловникот за работа на Совет на општина Кавадаци, предлагам дополнување на денешната седница со точка број 18. Предлог одлука за утврдување неисполнети услови за донесување на урбанистичко-планска документација за усогласување намена на градежно земјиште на КП број 13709 на улица Бано Мударов КО Кавадаци 2. Согласно Деловникот, молам за произнесување за предложената точка на дневен ред. Кој е за? Едногласно. Констатирам дека усвоен предлог предложениот дневен ред да се дополни со точка број 18. Предлог одлука за утврдување на неисполнување на услови за донесување на урбанистичко-планска документација за усогласување на намената на градежното земјиште КО 13709 на улица Пано Мударов КО Кавадаци 2. Согласно член 59 од Деловникот за работа на Советот на општина Кавадаци, предлагам дополнување на дневниот ред на денешната седница и тоа: предлог одлука за изменување и дополнување на одлуката за формирање на зони на утврдување на пазаришна вредност на недвижен имот и за утврдување на вредност на градежно неизградено земјиште во градежна и изградено земјиште за град Кавадаци и селата во општина Кавадаци. Согласно Деловникот, молам за произнесување за предложената точка на дневен ред. Кој е за? Едногласно. Констатирам дека е усвоен предлог предложениот дневен ред да се дополни со точка број 19. Предлог одлука за изменување и дополнување одлука за формирање на зони и утврдување на пазаришна вредност на недвижниот имот за утврдување на вредност на градежно неизградено земјиште и градежно изградено земјиште за град Кавадаци и селата во општина Кавадаци. Согласно член 59 од Деловникот за работа на Совет на општина Кавадаци, предлагам дополнување на дневниот ред за денешната седница и тоа: предлог одлука за донесување на урбанистички план за село Сопот, општина Кавадаци, плански период 2014-2024 година. Согласно Деловникот, молам за произнесување за предложената точка на дневен ред. Кој е за? Едногласно благодарам. Констатирам дека усвоен предлог предложениот дневен ред да се дополни со точка број 20. Предлог одлука за донесување урбанистички план за село Сопот, општина Кавадаци, плански период 2014-2024 година. Согласно Деловникот 59 за работа на Совет на општина Кавадаци, предлагам дополнување на дневниот ред на денешната седница и тоа: предлог одлука за изменување и дополнување одлуката за кофинансирање на проект реконструкција и адаптација на објект Винска куќа Кавадаци. Согласно Деловникот, молам за произнесување за предложената точка на дневен ред. Кој е за?
едногласно. Констатирам дека усвоен предлог, предложение од дневен ред да се дополни со точка број 21, предлог одлука за изменување и дополнување на одлуката за кофинансирање на проект реконструкција и адаптација објект Винска куќа Кавадаци. Согласно член 59 од Деловникот за работа на Совет на општина Кавадаци предлагам дополнување на дневниот ред на денешната седница и тоа: предлог одлука за финансиски придонес за проектот изградба на велосипедска патека од мост во село Ватша до Моклишка воденица фаза 1. Согласно Деловникот молам за произнесување за предложената точка на дневен ред. Кој е за? Едногласно. Констатирам дека е усвоен предлог, предложение од дневен ред да се дополни со точка број 22, предлог одлука за финансиски придонес на проектот изградба на велосипедска патека од мост на село Ватша до Моклишка воденица фаза 1. Согласно член 59 од Деловникот за работа на Совет на општина Кавадаци предлагам дополнување на дневниот ред на денешната седница и тоа: предлог одлука за ослободување од плаќање на место за утврдување на правен статут на бесправен објект. Согласно Деловникот молам за произнесување за предложената точка на дневен ред. Кој е за? Едногласно. Констатирам дека е усвоен предлог, предложение од дневен ред да се дополни со точка број 23, предлог одлука за ослободување од плаќање надоместок за утврдување на правен статут на бесправен објект. Согласно член 59 од Деловникот за работа на Совет на општина Кавадаци предлагам дополнување на дневниот ред за денешната седница и тоа: одлука за донесување на правилник за систематизација на работните места на ЈП паркинг Кавадаци, донесена од управен одбор на ЈП јавни паркиралишта паркинг Кавадаци. Согласно Деловникот молам за произнесување за предложената точка на дневен ред. Кој е за? Едногласно. Констатирам дека усвоен предлог, предложение од дневен ред да се дополни со точка број 24, одлука за донесување на правилник за систематизација на работните места на ЈП паркинг Кавадаци, донесена од управен одбор на ЈП за јавни паркиралишта паркинг Кавадаци. Дали има други предлози за измени и дополнување на на дневниот ред? Горица Нешковски, Анита Јованчев, вие дигнавте? Не, извини. Сакала на денешната седница, како дополнителна точка на дневен ред, да поставиме уште една точка, а тоа е поврзано со физибилити студијата, која што во Совет ја усвои пред неколку месеци. Значи, како точка на денешниот ред мора Советот да изгласа почнување на постапка, предлог одлука за започнување на постапка за додалување на концесија за вршење на јавна услуга согласно физибилити студијата и предлагам да се задолжи градоначалникот и администрацијата, значи службите, да се формираат потребните тела и комисии за изготвување на тендерска документација, изготвување на нацрт договор и објавување на оглас по рок кој што е разумен. Дали градоначалниче може тоа да биде од 30 дена? 30 работни дена. 30 работни дена. Ви благодарам. За преработка на студијата ни беше помината, сега да почнеме постапка. Добро. Постапка 30 дена да се спрема. Да, постапката да почне. Кој е за вака ставена точка? Да. Да почне постапка да спрема документација тендерска. Едногласно. Благодарам. Нареден Нешковски или Анита, кој бевте? Повели. Почитувани граѓани, медиуми, почитуван градоначалник, председател на Совет, колеги советници и останати. Советничката група на ВМРО-ДПМН има предлог за дополнителна точка на дневен ред. Сакам едно кратко образложение околу оваа точка. Значи, поради зголемувањето на обемот на работа на јавното предпријатие Комуналец изминатите 2 години, нели сите тоа го знаеме тука, во сите сектори, особено во водоводот и комуналната хигиена, кое што на минатата седница исто така беше образложено и од страна на градоначалникот и од директорот на ова јавно предпријатие. Минатата седница на Советот на општина Кавадарци, како советничка група на ВМРО-ДПМН заедно со коалицијата и дел од советничката група на Социјалдемократскиот сојуз,
донесовме одлука за покачување на цената за собирање и транспортирање на комунален отпад во општина Кавадарци од 1,1 на 2 денари за метар квадратен за физички лица. Со покриен простор. Да. Значи ние како советничка група на ВМРО-ДПМН и коалицијата стоиме за оваа одлука и во секојдневните комуникации со граѓаните изминатиот период, нели, овие 10 дена, 2 недели, поради негативни реакции од страна на граѓаните, решивме за оваа седница да поднесеме дополнителна точка на дневен ред и тоа предлог одлука за изменување и дополнување на одлуката за висината на цените за собирање и транспортирање на комунален отпад во општина Кавадарци, каде што бараме, нели, претходната одлука да се замени и да се врати со старата цена, тоа од 1,1 од 2 денари да се врати на претходната цена 1,1 денар за метар квадратен за затворен простор. Минатата седница имавме, нели, околу оваа точка една координација, после на совет точката помина, нели, како предлог точка на дневен ред. Дел од советничката група на Социјалдемократскиот сојуз гласаше воздржано, значи нема свој став, но подоцна во некои нивни образложенија кажаа дека тие биле за граѓаните, дека не биле за поскапување на овие цени. И председателя, ако може само... Колеги, нека само, колега, само дај ја точката и после образложение кога ќе дискутираме по точката. Значи само предлог на точката нека води. За ова, види, мора и да се образложи точката, зашто се предлага, нели? Колеги, ај не одмеса, нека образложи. Да извадиме точката и да предложим. Нека образложи. Поради тоа ова е можност и шанса на советничката група од СДСМ, дел од советничката група на СДСМ, нели, да покаже колку е за граѓаните. Благодарам. Благодарам. Баран збор сега треба да дадеме предлогот да се стави на гласање. Предлогот на колегата Нешковски остав како треба? Додаваме предлогот. Сака да процедурално Радњански. Кога предлагаме дали имаме процедурално, ако немаме одме согласие, имаме после процедурално. Што сака процедурално? Јас сакам да кажам зашто ќе гласам за оваа точка. Ти не гласаме против. Колеги, сега колегата предложи точка. Па што е процедурално, бе, Благови? Што е процедурално? Процедурално. Ајде процедурално да видиме. Процедурално, човече, треба. Предлогот на точка. Процедурално. Ајде процедурално, дали има нешто грешко? Еве, ја процедурално греше. Ама греше, човече. Значи, вака, Благови Тасев, кој ќе да се венчаш и кој ќе речеш да, нема после пишмел пупу. Пауза 5 минути. Како па, сега ќе го изгласаме ребаланс и следната вака. Колеги, дај да гласаме точката и одиме после на пауза. Ја ставам точката на предлогот на Нешковски. Колеги, предлогот на Нешковски го ставам на гласање. Колеги, добро ме нема дискусија. Процедурално не е дискусија. Колега, Поред процедурата е нарушена, за шолски службен вестник не поминало во Шитрев. колеги, предлогот на Нешковски го ставам на гласање. Да се стави точката на дневен ред, кој е за? Колку сме за? 9. Не се 9. 8. 8 за. Не поме. Нема. Колеги, немаме да си. Дали е против или воздржан, нема. Значи Може да не гласа. Ајде.
Значи точката на Нешковски не помина да биде точка на дневен ред. Да дадеме точка? Да ставам, сакате кој е против? Кој е против? 9 против. Благодарам. Пауза 5 минути. Продолжуваме со седница Анита Гинова Каракутов. Повели колега, ајде, ќе се проспира. Повели колешки. Почитуван градчалник, почитуван председател, колеги советници. Пред совет имавме Комисија за локален економски развој и од комисијата произлезе една точка која ќе ја предложам сега, се надевам дека ќе се изгласа, затоа што е за општо добро на граѓаните. Се работи за колекторот од Глишич до после Марина. И имено заради усогласување на програмата за локален економски развој, ребалансот и претходната одлука, потребно да се направи измена, односно да се донесе одлука за изменување и дополнување на одлуката за кофинансирање на проект изградба на главен фекален колектор за отпадни води на општина Кавадарци. Образложение треба во интерес на граѓаните. Значи променета е сумата, односно во член 2 од веќе донесената одлука, износот од 25.543.106 денари се заменува со износ од 18 милиони денари, што значи финансиските средства се во висина од 5 милиони денари од Министерството за животна средина и останатите од 13 милиони денари од буџетот на општина Кавадарци. Благодарам. Точката ја ставам на гласање. Кој е за? Колега, знам, че биде ставена и утекот на расправата што ќе дадам збор, знам. А кој е за? Благодарам. Дали има друг за дополнување и измена на дневен ред? Вака предложениот дневен ред го ставам на гласен. Кој е за? Благодарам. Колеги, само едно. Ние треба да почнеме сега со точки од дневен ред. Јас како председател на совет сакам само, имам према моите колеги една мала замерка, нема да ми се лутите, за поздравување е ова точка што ја предложи Каракутова и Горица. Со факти, со бројки, со цифри и у интерес на народот. Другата точка, што е партиска, како што градоначалникот ја предложи, тука беше присутен директорот, со куп книги, со куп факти, со куп показатели и ние тоа го гледаме и даваме зелено или црвено светло. Сега вие од ракав и стресено, ние се договоривме, беше добро, но сега ради тоа што губиме политички поени, се пишманиме. Тоа не е, не сакам да ми падне ниско советот, без разлика дали доаѓа предлогот од една или од друга страна. Советник, советничка група, имате време, 5-10 дена, не брзајте ова седница, друга, трета или пета, дајте нешто. Јавноста му текнало без никаков доказ, без една бројка, без ништо, и јас сакам вака. Зошто? Ради тоа што сгрешив. Грешката што си ја направил, трпи ја, последиците сноси ги и немој повтор пат да грешиш. А не се исправа грешка со едно излегување на говорница и граѓаните чечат, готово, овој не казни, па сега не наградува. Нека си сноси тој што дал таков одговор, таква одлука, последици. Имаме ние, значи тука советници и од една и од друга страна што поддржаат таа. Значи не е никој против. Значи ние сакаме да бидат предлозите дадени со бројки и со факти. Благодарам. Одиме сега со точка број 1. Ајде реплика. Па нема точка на дневен ред, ама да не ставаме, да не правиме циркус. Добро, ова како процедурално еве нека го сватат. Председател, ти кажа убаво дека градоначалникот и директорот на јавното предпријатие Комуналец убаво со дебели папки ја образложиле точката на претходната седница, па затоа ние како советничка група на ВМРО ДПМН тогаш нели ја поддржавме и помина како што помина. Кој беше твојот став тогаш? Мојот став беше... Не, после да ми реплицираш. Кој беше твојот став? Ајде, збори, ја почти реплицирам. Збори уште, што треба. Значи, твојот став беше, сите го знаеме, немаше став. И сега кажуваш како ние тогаш сме донеселе грешна одлука или сега сакаме да ја исправаме, па затоа еве сега ви дадовме можност, нели кажавте оти сме донеле погрешна одлука, ви дадовме можност да ни исправите и да гласате да се стави точката на дневен ред, но тоа не се случи. Сега јас ќе ти вратам само кратко. Колега, немање став.
Значи, председателот или твојот колега советник нема став. Јас многу време размислував, верувам во предлагачот, многу верувам. Јас зборувам, немојте ви. Ја значи верувам, али политичките бенефиции што треба да ги добијам е да немам одговор. Или да имам уште време да размислувам да најдам друга форма. Значи, тоа е окей со факти. Али мојот политички ориентир ми дава простор уште месец, 2, 3 или 5 да размислувам да најдам друга форма, дали подобра или полоша. Значи не е тоа немање став, не значи дека си против. А вашиот став беше јасен и добар за граѓаните, за јавното предпријатие, за вработувањата, само што тука немате политички бенефити, викате вие од се побитно ни е политичкиот интерес, а не граѓаните. За мене ми се побитни граѓаните, па после политичката партија кај што сум коалиција. Разликата од мене до вас е во тоа. Значи, на прво место граѓаните, интересот на јавните институции, привилегиите што таа одлука ги носи во градот, пример, тие вишак на пари, изнесување на сметот, руралниот дел, дополнително чистење, значи, по-добар град. Не сум докажал, имаш време за реплика? Ставена е на јавно. И сето тоа е добро, го поддржувам, и сега и вие го поддржавте и викате ние од сето тоа е добро, ама немаме политички чар, политички зијан. Сегаш, ако ова го продолжите да го дискутирате уште помалку, ќе имате политички чар. Нема пупу, нема. Тоа е колега одлуката. Значи тоа е одговорот, немам став. Ми треба уште многу време да мислам па да донесам одлука позитивна, нема да носам негативна одлука. Ај колега реплика. Почитувани колеги советници, почитуван градоначалник, но се обраќам на колегата Ристо Сакалиев со едно укажување, да не ја злоупотребува говорницата. Но во повеќе наврати, во претходните седници, се обидува, односно, да ја злоупотреби говорницата. Ако толку си ти исправен и толку си ти за правда и ти, оваа ваша советничка група тука, ајде сега јавно тука одговориме дали твојот глас е валиден и гласот на господинот Ташо Ренански за тоа што имате непотизам од прво колено во јавното предпријатие Комуналец, односно во управниот одбор. Тука е и секретарот, односно раководителот на правниот сектор, нека ме исправи ако не е така тоа. Вие зборите за право и правда и вие зборите за некои политички поеги. Сега имавте шанса да се исправите, односно да ја исправите вашата грешка. Сега се виде дволичноста на Социјалдемократскиот сојуз. Јас благодарам. Ще дадам јас реплика и Радњански, или прво Радњански, па јас после. Поведи Радњански. Вака, господине Јованчев, верувам дека за ова што го кажете, што е цела советничка група на ВМРО ДПМН, сакате да оставите печаток дека СДС е виновна, СДСМ е виновна за тоа што цената се покача. Не, ВМРО ДПМН е виновна. ВМРО ДПМН минатата седница на Совет изгласа цената се покача. Што зборуваме сега за дволично? А во однос на тоа дали гласаме воздржано? Дали гласаме воздржано? Гласањето воздржано е исто така политички став. Се не ви одговара. Значи му спомнав пред да прекинете седницата. Од која ќе подпишиш пред матично дека си венчан, нема веќе назад. Што правиме? Јас ќе ти одговорам, немојте од место да ме поставаш прашање. Што правиме ако денеска го донесеме ребалансот на буџет и следната седмица стане Радњански, има мнозинство, не важе, пупу не важе. Ние носиме нова одлука. Што правиме ако донесеме ние едно решение заеднички и да донесеме одлука така управните одбори веќе не важат, сите ќе измениме. Можно ли? Значи, ако веќе, зошто не признаете дека се коригиравте, дека сте пишман? Зошто не признаете дека можеби, и ако не тврдам дека сте направиле погрешен политички потек? Епа не може за вашиот погрешен политички потек да биде дволична, нели, советничката група на Социјалдемократскиот сојуз на Македонија и ние да бидеме виновни. Значи, ако има вина, ваша е, и вие со ова само си ја признавте дека е ваша вината, и то помина. Што сакате сега ние да ви излеземе во пресред, така? Значи, вие губите политички поени, ние добиваме, ај ќе биде обратно, ќе ви помогне. Нема да може. Ето, објасни за прашање што ги поставите. Кое прашање ви го постави? Ако не знаеш сега,
Дали имам право да гласам, мислиш? Не, това знаеш. За сопругата твоја, дали има, нема непотизам во гласањето, сега ќе го направи. Мило, немој да ми ја мешаш сопруга, тај молим те, остави на мира. Ја твојата сопруга никогаш не сум заденал. А вака ме тераш да ја заденам. Сам момент. Реплика треба ја да ти дадам право. Тебе па после ти на двајца. А прво разви го процедурално. Јас имам чек сега, Да, после да сака да зборат. Нема точка, дискутираш. Уште е процедурално и затвараме капија и одиме да работиме. Председателе, прифаќам се јавинта дека лошо водиш седницата. Го изгласаме дневниот ред. Да. Почни си со првата точка од дневниот ред и прекини со реплики за тоа што не ти е точка на дневен ред, а секој што ти испаѓа тука и ќе ти кажува како требело, што требело и ти само на реплики ќе си одиш и нема да почнеме со седница. Почни да водиш. Благодарам колега. Точка број 1. Одлука за изменување и дополнување на буџетот на општина Кавадаца 2019 година. Отварам расправа. Ја имам реплика, па после ти. Ајде, дај ми реплика. На крај ќе ти дадам реплика. На крај на седница. Сакаме ние да одиме по точките, сега реплика. Треба да се да објаснам. Зашо да се да објасниш? Па по некоја точка уклопи си да објасниш. Процедурално. Ајде, Аните, процедурално. Процедурално. Може, ајде. Ајде, кажи процедурално и кажи што сакаш. До председателот првен би се обратила, значи од седницата правиш циркус во континуитет наназад и денеска во Абиче е класичен пример за тоа како не треба да се воде седница. Не може, ако колегите од СДСМ толку сака да разговарат за точката, зошто не изгласаа ставиме дневен ред? Па ќе се видеше кој е за граѓаните, кој е против граѓаните, кој Анита, процедурално ми бараш. Процедурално е за твоето водење на седница. Значи ти му дај збор на колегата Радњански да разговара за точка што не е на дневен ред, за тоа разговарам, не за нешто друго. Ајде, ти не. Значи не може да се кажува кој е дволичен, кој не е дволичен. Ако сакате, значи нас не е до политички дел, за доброто на граѓаните. Пред се го слушаме гласот на граѓаните. А ако вие го слушате, ќе дозволите да се гласа за да се зборува за точка за дневен ред, тоа ќе изгласате. Значи вие не сакавте уопште да се стави дневен ред. Затоа што не сакате јавно да признаете дека ние ако сме сгрешили да се повлекуваме, па и човечки да се сгреши и да се каже дека во интерес на граѓаните не сме коригирале мислењето. Што е проблем тука? Не е проблем ништо. Проблем е тоа да се глуми лудило. Као ние сме за граѓаните, еве сега сме воздржано, а не сакаме да се стави точката на дневен ред. А од друга страна ќе се обираме политички Колешке, помина времето. Не, значи СДСМ не сакаше да се стави точката на дневен ред. Да разговараме за добробитот на граѓаните, не ВМРО. Затоа што предлогот на ВМРО ДПМН беше да се врати целата правобитна состојба, само правобитна состојба. Колешке, се извинувам. А процедуралното што е? Процедурално така не знаете да водите седница. Па тоа кажи го и бегај, што повели колега. Ајде, Јованче, процедурално. Ја таку последен кап. Последен, ама градоначалник Бидејќи не ни дозволува председателот на Совет да направиме да дадеме реплика на претходните дискутанти, затоа го користам правото на процедурално. Сакам да му порачам од овдека на колегата Ташо Радњански дека не го личи на годините што се служи со таков вокабулар. Моето прашање кое беше? Дали има непотизам во гласањето во управниот одбор на јавното претпријатие Комуналец? Инаку, во интерес на јавноста, вашата сопруга е член на управниот одбор. Вашата сопруга гласаше да биде покачена цената. Вашите членови на управниот одбор во Комуналец, каде што вие го имате мнозинство, донесува таква одлука. Ние постапивме по тоа. Сега прашањето ми беше, дали нема таму непотизам во тој дел? Инаку нема да се спуштам на такво ниво како што вие одговоривте на моето излагање. Истото важи и за колегата Ристо Сефалиев. Благодарам. А градоначалникот само кратко објаснување по дневниот ред. Почитувани сограѓани, почитувани советници, председател на Совет, администрација.
по целокупната дискусија која што имавте во усвојувањето на дневниот ред и следејќи и пратејќи ситуацијата, би сакал само да заклучам и да додадам нешто дека јас верувам дека и едната и другата страна работат во интерес на граѓаните, меѓутоа политичките поени кои што треба да ги добива било која политичка партија, вклучувајќи и мојата партија ВМРО-ДПМН, не би требало да ги добива на субјективни и осетливи моменти кога станува збор за нешто кое е секојдневие и нешто кое што е дел од економијата и дел од секојдневното работење на било кое јавно предпријатие или било која јавна институција. Со оглед на тоа дека во нашата држава последниве 10 години, а последниве 5 години има покачување на нето бруто платата, односно на нето просечната плата од 15.000 на 18.000 денари, сега веќе имаме 21.000 денари. Со оглед на тоа дека Кавадац има невработеност од 4,5% или заклучно 5% невработеност на минимално иско ниво, со оглед на тоа дека минималната социјална помош дојде 12.000 денари, минималната плата нето е 12.500 денари, со сите заклучоци во делот на примањето на граѓаните кои што се уште се според мене на ниско ниво и треба да растат, а со зголемувањето на трошковите и обемот на работењето, поготово на дизел горивото, поготово на секојдневното функционирање на луѓето, а и недостатокот на човечка сила за работа во делот на општ работник, ние како општина и како јавно предпријатие Комуналец кој што гледава на општината, само го пратиме трендот и пратиме да останеме на едно ниво кој што значи позитивна нула. Ниво 1 е момент, ниво една ситуација не е правена калкулација да јавното предпријатие земе повеќе пари од граѓаните или земе повеќе средства за да профитира или за да се луксузира. Сите анализи врз основа на тоа што се направени на јавното предпријатие во делот на наплата за износ на смет, на покриен простор, на отворен простор, на физички правни лица, во делот на водоснабдувањето и канализацијата се правени на рентабилност на јавното предпријатие ЈП Комуналец Кавадац. Така да јас ги уверувам граѓаните, а и ви самите знаете дека овие се неопходни средства за да функционира едно јавно предпријатие. Нашето предпријатие е во добра кондиција, не е должно, редовно исплаќа плати, редовно се обавува својата дејност и има проширена дејност од повеќе од 4 сектори кои ќе преземат да ги работи, и тоа се одбележување на улици, вертикална и хортизална сигнализација, косење на локални патишта кои што претходно не се одржуваше, крпење на дупки, правење на рециклиран асфалт, така да јавното предпријатие има повеќе дејности кои што ги работи и има заштеди, а заштедите се враќаат назад како бенефит на граѓаните. Ние нема да постапиме и да кажеме како претходно дека јавното предпријатие Комуналец направи добивка од 1 милион евра. Не, нема да направи добивка од 1 милион евра и да направи добивка на време че ја распоредиме, на време че ја детектираме и че се врати кај граѓаните соодветно во делот на нивната потреба во секојдневното функционирање на општеството. Со оглед на тоа, не гледам ниту кај еден вина, не гледам дека некој ги погазува граѓаните, со оглед на јавното предпријатие дека имаме сериозен финансиски и економски менеджмент, навремено беше кажано и укажано, да не дојдеме у колапс како 2006 или 2005 да не може да земат плата и придовеси, дека треба да се согласи. Јас тврдам одговорно пред граѓаните дека нашето јавно предпријатие скоро во цела држава има најевтина, убедливо најевтина вода за пиење или вода за снабдување на населението. До сега, у ова година и пол, заедно со Советот и со мене како градоначалник и со администрација со предпријатието, ни во еден момент не дозволивме да има рестрикција на вода, освен при дефекти. Дефекти ги решаваме 24 часа, работиме и навечер, работиме и денски, не ги оставяме ден-два ништо без вода. Тоа е едно поздравување за јавното предпријатие, граѓаните го гледат и го осеќаат сето тоа. Неготино кој што е само на 10 км има по 6 часа рестрикција на дневна основа, а водата е поскапа со 8 денара од Кавадац. Треба тоа да го дебатираме, да кажеме зашто е така. Имаме најевтина вода, немаме рестрикции, ги снабдуваме граѓаните. Со оглед на износот на смет, од кога е формиран овој совет и овој градоначалник, почна да се изфрла износ на смет во село Сопот, кој што претходно не се правеше, во село Дреново, во село Конопиште, цела Бошавија, во село Вредишко. Ние се грижиме за животната средина, се грижиме за населението, се грижиме за граѓаните, заедно со вас ги носивме тие одлуки,
и направивме правилна одлука да износот на смет го носиме и го собираме на време. И може да ви кажам дека јавното предпријатие Комуналец, врз основа на просечни правени анализи на дневна основа, од претходното раководство просек и сега, со 20 метри, 15 до 20 метри кубни, на дневна основа собира повеќе комунален отпад. Тоа е заради зголемениот обем на самите граѓани, меѓутоа и заради зголемената територија на прибирање на комуналниот отпад. Тоа се приградските средини, тоа е самото градско подрачје, така да не оставаме на случајност и во еден момент. Она што го предложи Светличната Горица е стварно за мене многу добав проект, многу убав момент, кај што донесивме одобрување на физибилити студијата. Сега имаме задолжение од вас и че имаме како советници, лично јас како градоначалник и сектор за јавни набавки во рок од 30 дена да отпочнеме со процедура, односно прибирање на понуди за јавно-приватно партнерство за селекција на отпад. Ќе бидеме прва општина во нашата држава кај што имаме селекција на отпад и преработка на отпад. Значи дивата депонија која што имаме на Мелцин ќе биде неупотреблива депонија, затоа што сите се диви депонии во сите општини, нигде немаме регулирана депонија. Отпадот во 90% ќе го преработиме ќе го преработи компанија која што треба да го преработи во корисен отпад за органско џубриво, за енергетски горива, така да ќе имаме бенефит како општина, а и при задолженијата на нашата влада која што не задолжи ланста година, секоја општина требаше да направи по еден еколошки проект. Од ова поголем и подобар еколошки проект не постои. Затоа што имаме среќа, пошто имаме тука во близина странски инвеститор, италијански инвеститор кој што веќе инсталира постројка за преработка и рециклација на самиот комунален отпад. Сакам денеска ова седмица и овој дневен ред кратко да го образложам и да го кажам. Значи, ќе ги дискутирате точките, ќе ги дебатирате. Она како изборна програма што ги имав како градоначалник, во делот со оваа измена и дополнување на буџетот и ребалансот кој што го предлагаме денеска и отпочнувањето на тендерирањето од утре натаки на овие проекти, ќе имаме 100% завршена изборна програма. Тоа ќе го објавиме после тендерирањето, после добивањето на сите работи, така да успеавме како јавна администрација, како советници, како градоначалник и како граѓани на општина Кавадаци да добиеме средства и да добиеме одлука и од Бирото за регионален развој и од Агенција за платежната агенција за Министерството за земјоделие и по мерките 323-321 сите наши проекти кои ќе ги предлагаме предизборно и кои ќе ги дискутиравме да бидат оправдани и да бидат одобрени. А тоа што значи? Тоа значи дека патеката од Ваташа до Ваташката воденица со износ од 50 милиона денара ќе изградиме кој што кога кажувавме и кога кажував како градоначалник и како луѓе, сите беа песимисти, никој не веруваше во тоа работа. Еве дојде денот кога ќе го гласаме тоа, ќе го ребалансираме, средствата предвидени и ќе го направиме. Дојдовме на ситуација кога кажавме дека ќе изградиме колектор. До после Марен, кој што 15 години се зборува никој да се заврши. Кога дојдов градоначалник и ви како советници ве запознав дека колекторот е само до новата болница. Ланста година го продолживме до после Глишич, оваа година, до крај на година ќе го завршиме до после Марен. До крајната точка на филтр станица која што се постави прочитална станица. 20 милиона денара. Сите градоначалници претходно и го имаа во изборна програма колектор. Меѓутоа, од вајда оправдани причини, можеби и други моменти, не успеа да го завршат. Ние ќе го завршиме колекторот и во наредните мандати и советите нема веќе да се зборува за колектор, ќе се зборува за нешто плюс. Тоа е голем бенефит, голем придонес за едни граѓани кои што ги се наши сограѓани, а живеат во една средина, урбана, приградска, а поднесуваат неподносливи работи во делот на екологијата, хигиената и амбиенталниот воздух. Сакам тука да спомнам исто дека со овој ребаланс Сопот ќе се изгради комплетна водоводна, канализациона и атмосферска канализација, која што се почанија немаат и при секој обилен дожд се поплавуваат.
Тоа ќе се догради и ќе се направи. Во делот на винската куќа, кога што осмисливме вински музеј, обезбедивме средства, најдивме начин да имаме регионален вински музеј во општина Кавадац. Кавадац е град на грозјето на виното. Со тој музеј ние ќе имаме еден бенефит, каде што секој еден гостин и секој еден турист ќе можеме да го примамиме, да го привлечеме и да му покажеме кои сме и зошто сме и што планираме. Ние сега со таа винска куќа која што успеа некој градоначалник да ја направи во самиот парк, каде што стварно доликува местото на винска куќа, со ова ја потврдуваме реконструкцијата, доградбата и правиме вински музеј со винска куќа за изложување на и комерцијален дел, меѓутоа и во делот на нашата култура, етика и обработка на грозјето. Тука имаме уште многу проекти, не би оптеретувал за да зборувам за купниот ребаланс, само сакам да потенцирам да кажам дека општина Кавадац до сега има негде околу 40% реализиран буџет и до крајот на годината дека ние нашиот буџет ќе го реализираме на 90%. Тоа укажува дека упорно, напорно работиме во делот на интерес на граѓаните и во делот на она што значи капитален развој на градот, економски развој и култура, спорт и рекреација. Тука би спомнал дека вчера, со вчерашниот разговор, ќе успееме 400.000 евра да обезбедиме за реконструкција на нашето фудбалско игралиште. Комплетна реконструкција на самиот терен на игралиште со дренажа, со нов тревник и комплетно осветлување по ФИФА и по УЕФА стандард. Тоа се 400.000 евра инвестиција. Како го развиваме спортот, така да развиваме и спортската инфраструктура. Во делот на спортскиот центар јас ќе се догради скејт паркот, кој што средствата се обезбедени, ребалансот, тој колку помине денеска со нормално, со наше очекување, ќе се изгради скејт парк. Ќе бидеме помеѓу ретките општини кои што имаме спортски содржини кои што ги нема никој. Во делот на она што ќе ни остане до година по-суштински и по-објективно да го работиме е градскиот зелен пазар и правење на затворен базен за пливање и за децата во делот на предучилишна, училишна возраст да можеме да ги завршиме. Сакам да спомнам и да го кажам дека од септември ќе се почне со градење на комплетно нова детска градинка на улица Ресавска, каде што го решивме земјиштето, инвестиција од 1.050.000 евра преку Светска банка, ќе се заврши комплетно нова градинка за 150 дечиња и со ова што сега што го работиме со новите 7 занимални, ние до наредната година ќе немаме дете што нема да биде запишено во градинка. Тука се политичките моменти. Тука е работењето на јавната администрација, на советниците. Тоа ќе го преценат и ќе го проценат граѓаните. Значи, кога ние ќе им дадеме можност секој да има еднаквост и да може да се развива нормално, да размислува нормално, ја верувам дека нема да биде спорно нашето работење. Нашето работење треба да се одрази врз основа на проекти и капитални инвестиции. Сакам да спомнам и да укажам на оно што го правиме до сега и Драгане ме подсети. Шишка улица, по примерот на Западен булевар, од влезот на Росман, 4 ленти, со осветлување, со комплетна атмосферска канализација. По примерот на Северен булевар, кој што беше слепа точка во град Кавадац, 10 години не се минеше таму и се давија колите. Сега имаме прекрасна улица, булевар направен. Од Северен булевар до Шишка, до Глишич, вече проектот одобрен. Од ЈПДП 25 милиона денара, општина Кавадац 20 милиона денара, комуналното предпријатие ќе учествува со 10 милиона денара, ќе направиме 4 ленти со комплетна нова атмосферска, канализациона линија и водов. Кавадац ќе добие 2 прекрасни влезови, Кавадац ќе добие лик на град кој ќе го заслужува да го има и да го негува во тој дел. Јавното предпријатие Комуналец се вклучува во целокупните реконструкции, во целокупните действија на општината и не прате будно секојдневно. Имаме такво предпријатие кој што може да не завидуваат сите предпријатија. Ќе спомнам еден пример. Неготинската линија, која што Неготино се напојува со вода. Ева дека биде ова апел и до градоначалникот Неготино кој што го знае. 2 месеци има дефект
во село Ваташ, на главната линија од Неготин, не доаѓаат да си го средат дефект, а имаат рестрикција за вода. Не сакам да го критикувам колегата, не сакам да го напаѓам, го знае, јавно му е кажано, неколку пати тој пред мене сугерирал на директорката, нема никаков ефект, верувате. А ние, кога викам ние, и јас како градоначалник, и ви како советници, кога се јавите у јавното предпријатие, во дел од часот реагираат на дефект или неканизација или било што. Замислите сме у таква позиција и положба, каде што градоначалник си јавува на директор на јавно предпријатие 3 пати не доаѓа да си направи линијата, а граѓаните имаат рестрикција на вода. Ова може да си го потврдите и со камери, да си го видите дефектот. На улица Дисанска и на Ваташ има 2 дефектни по 4 литра вода секунда ги губат, тоа се 8 литри, 2 месеца не доаѓа да го направат дефект. Кај нас тоа не е така. Кај нас функционира во моментот. Затоа имаме многу работи кои што треба да ги дискутираме, имаме многу работи кои што го дигаме нивото и свеста на култура, имаме јавно предпријатие, а да зборуваме за јавното предпријатие Паркинс, популарна мерка, воопшто не е популарна мерка. Добре. Најнегативна мерка за градоначалник. Секоја кола која ќе подигне пајакот, има ургенција. До сега не сме учинили на никој, и еве јавно ќе кажам, ниту на еден нема да учиниме, доколку е грешно паркиран и пајакот е дигнен или ја крени колата на плотото. Мораме да ги заштитиме масовниот интерес на сообраќајот и на нашите деца и на нашите сограѓани. Не можеме да одиме индивидуално. Така да, тука сте, машки треба да држиме. Кога реков машки, мислев на подсврстоц, затоа што така се класифицират мажите, ама во овој случај изгледа дека жените се подсврсти, да ги пофала, по советнички. Машки да држиме кога треба да донесеме мерка која што знаеме дека со прш не покажуваат и че не на некој начин негираат, да имаме цврст став, чиста мисла и да му објасниме на граѓаните дека тоа е во нивен интерес, а не е во наш личен интерес. Само така може да направиме добро општество во интерес на граѓаните. Не дај Боже, Кавадаци да дојде на некој друго ниво, тогаш ќе разговараме за субвенции, за намалување на даноци, за распуштање на општина или било што. Не сме за така. Економијата мора да ја пратиме. Кавадаци е град кој што треба да покаже на цела држава дека е еден од најмощните градови во нашата држава. Било тоа и во Југославија, ќе биде и сега. И само треба да си го покажеме нашето право лице. Извините вака за подолгата дискусија. Јас се гордеам сум од Кавадаци, а поготово сум градоначалник на град Кавадаци. Верувам дека и ви сте горди како советници на градот и верувам дека јас како градоначалник и ви како советници после нашиот мандат и на завршување на мандатот, седнеме заедно сите, ќе им дајме еден отчет на граѓаните, а после тоа секој со својата волја и политика да се развива понатамошен текст со својот индивидуален пристап кон граѓаните. Благодарам. Благодариме градоначалник. Да одиме со точките, нема да правиме повеќе реплики, исцрпно беше дискусијата на градоначалникот и многу позитивна. Граѓаните разбраа. Нема да должам, почнаме. Дали се слагате од прва до трета точка да ги дискутираме заедно, а да ги гласаме поединечно, заради тоа што се тие сите споени. Може ли? Точка број 1. Одлука за изменување и дополнување на буџетот на општина Кавадаци за 2019 година. Втора точка. Квартален извештај за извршување на буџетот на општина Кавадаци за 2019 година, втор квартал. Трета точка. Предлог одлука за распределба на финансиски средства од буџетот на општина Кавадаци за 2019 година. А колеги, отварам расправа по сите 3 точки од една. Шарадњански повеќе. Вака ја прво ќе почнем од тоа што кажа градоначалникот и од констатацијата на председателот на совет, иначе почитувани советници, служби и новинари. Мислам дека не слушнаа баш се што сака да слушнат, тука ќе се обидам нешто да интервенирам. Чувме нели дека развојот на економијата општината ќе го прати. И сега што е тоа што сакав да го слушнам, а не го слушнав и дури кога го прегледавме буџетот, не го најдов таму. А нешто ни беше ветено од градоначалникот, а ние советниците, а и нашите граѓани се такви, која нешто ќе му ветиш некој мало дете,
бара да го исполни. Се работи градоначалници за еден пат фамозен веќе, нели, за Белград, кој што нема да кошта, што кошта стадионот, ќе кошта дупло помалку. И сега морам да ви го кажам тоа што му го кажав и на премиерот во салата, ако се сеќавате. А факт е дека нашата општина ги поддржува економските субјекти, еве гледаме таму кај што е, нели, од бензинската пумпа према излезот, нели, на Росоман, веќе имаме 4 ленти, имаме тротоари и тоа изгледа прекрасно и е во функција на економијата. И се ќе прашам, дали земјоделците не се економски субјект? Ако земе во обзир дека 6000 трактори коштаат околу 9 милиона евра, заедно со механизација и колку коштаат возовите насади, излева дека се, нели, економски субјект и излева дека на тој потек за кој што ви зборувам, околу 20 милиона кила грозија има, што сигурно дава околу 10 милиона првокласно, нели, вино, затоа што таму нема вода. И ова на огледа на народна песна која биле на платно белела, одоздолу иделе винари, винали белограѓани, значи од тој. И сега, значи, поентите е, не ве прекорувам со ова и верувам дека и сите се слагате со ова, тоа се аргумент. Дали тие заслужуваат како економски субјект, бидејќи 10 милиона кило вино, првокласно, сигурно 20 милиона евра прават винарските визби. И да не споменеме дека само парите што ќе иземат нашите сограѓани од таму и кои ќе ги потрошат 18% дават ДДВ, значи околу 20% веќе ги даваат влеваат во буџетот на држава. И сега повторно не го сваќате ова као критика. Ние донесуваме проекти уште од минатиот совет, некои советници тука се сеќаваат за 2 винарски визби. Каква винарска визба која нема пат? Какви странски инвестиции која таму нема пат, која таму нема вода? И без комплекси, ќе ви кажам, ова го имам повторно неколку пати, зашто велам да немаме комплекси и да побарам за тоа. Значи една статистика што сум ја кажал неколку пати, не знам дали сте ја чуле градоначалници. Ако има 6000 трактори и 10 на 12000 автомобили, и сигурно голем број на камиони, градежна оператива, скипови, не знам веќе никако се викаат и така натаму, ај сите нив да ги сведеме на 1000 камиони. Нека одат тие 17-18 коли. Па по 50 литра минимално ако трошат, тоа се 50.000 литра дневно. За 10 дена се 500.000 литра. За 100 дена се 5 милиони литра, а за 365 дена се 18 милиони литра. Тоа се 18 милиони евра кавадарчани даваат на бензинските пумпи. И ако земете во обзир дека 1/4 од тоа оде во фонд за патишта, тие 18 милиона евра кои ќе ги поделите на 4 излева дека кавадарчани, поточно економските субјекти од кавадарци, даваат сигурно 4,5 милиона евра во фондот за патишта. Во Македонија пак. И што не треба да имаме воопшто комплекси да бараме веќе 2 години нели функционира од кога сте вие градоначалник. И да не спомена уште дека и при секоја регистрација даваме по 2000 денара за патишта и дека секогаш кога одиме нели на наплатните лампи и таму ни земаат подарина. Што ми беше поентата градоначалниче? Воопшто да немате ни вие комплекси со наша помош да и побараме тие пари од таму. Затоа што кавадарци екстра дават таму. Се не е да упрекнам некој, прошлиот пат го велев тоа кога беше друга влада. Ма смисла со парите на кавадарчини се прават за обиколници во други градови. Значи дај нешто да се вложи и тука, и ако има кочница градоначалниче, сакам да кажа, па да реагира и советничката група на ВМРО, и советничката група на СДСМ, ќе кажам повторно, во интерес на граѓани. И опатот за радња исто и тоа го ветивте градоначалниче, дека ќе се пушти некоја механизација, барем малку од малку да се рамне веќе не е возможно. Заради кикс, природен кикс, која над метро и озгора го навака снег горе, половина од пчелите на луѓето му изумреа, затоа што приоритетно беше нели да се средат некои нели сообраќајници во кавадарци и нагоре се пробие, последно остана му изумреа пчелите на луѓето и еве да останеме доследни, че речем ние сме као мали деца, над мало дете кој ќе му ветиш. Еве јас сум прво таков, треба да го завршиме тоа и бе замолил да кажете неколку збора нели и околу тоа, докаде е со овој проект, има ли можност, затоа што верувајте,
Не е критика, постојано ме прашуваат луѓето. И друга кој веќе кажа, благодарам за внимание. Колеги вака, значи по трите точки дискутираме. Прибелешки администрацијата и градоначалникот прават и на крај одговараат одеднаш за да бидеме поефективни. Повели. Почитуван градоначалник, председател на советот, почитувани колеги советници. Апропо разговорот за патишта, би сакала да го прашам градоначалникот. Во средби со граѓани имаме поплаки молба всушност од жителите на општина Драгожев. Имаат проблеми со патот. Стар е проблемот, знам, меѓутоа ако може да му се помогне, нешто да направиме и да му објасните јавно да слушнат и тие. Благодарам. Колеги, доколку нема други, одиме со одговори по сите три точки, градоначалникот дава објаснување. Јас на моето излагање делумно само спомнав ребалансот и не ги спомнав тековните работи кои се во тек и кои што се како предмети или како физибилити студии, како проекти во Ичикуви. Затоа не го спомнав патот дека и Бизам мислев и градот како се кажува поточно. Затоа не спомнав ниту за Радња, Драгожел исто ќе одговорам. Ама не го спомнав ниту патот Мушов град Мајден. Пулјовец. Мајден Пулјовец. Не спомнав Долна Бошева Конопиште. Конопиште мисля, че не дека беше. Не спомнав Конопиште Михајло. Тоа се се проекти кои се отпочнати и кои што моето размислување и чекување ќе бидат позитивно решени и сите се аплицирани кои се во Биро за туризам, Биро во регионален развој, Агенција за патишта, Македонија пат и така натаму. Сега ќе го појаснам малку, тоа што сакам да ги спомнам за тоа што не сакам додека не стигнат тие проекти да се истрачам или да кажам нешто што не сум сигурен право јас и не е одобрено од институциите на повисоко ниво, односно од централната власт. Одобрени проекти кои се отпочнат од централната власт се Мушов гроб Мајден, што се отпочна од 1 август со ретривизација, односно гребење на асфалтот и поставување на нов асфалт. Одобрен проект од централната власт, од Агенција за ЈПД. Од нашето завршување на Западен булевар до Манастирес веќе се работи, гребење и комплетно ново асфалтирање. Одобрен проект од ЈПД од село Марина до Северен булевар комплетна реконструкција. Во Ичикување се проекти кои што би требало да бидат одобрени. Од Конопиште патот, тоа мисли че се води Јар-107, до одмаралиште Михајлово и до Карулото над Михајлово. Проширување и реконструкција на патниот правец за развој на туризмот. Проект кој што е аплициран и има добри бодови, ево тоа што од локален економски развој преку неговиот сектор е аплициран, добро е бодиран. Чекаме само од Светска банка одговор за да биде припатен како проект. Влезен во потесен круг на одлучување. Проектот од Долна Бошева до Конопиште, не знам дали ќе биде во целост припатен, затоа не го коментирам. Има некој одобрување сега за сега, да видиме колкаво парти ќе биде за работа тоа, ќе ни го одобрат и тогаш ќе го презентираме и тогаш пак ќе правиме ребаланс. Позитивен, за тие проекти ги вклопиме со нашето учество. Исто така за патот за Радња, во соработка со општина Неготино неколку пати комуницирав, се потрудив заедно со службите општина Неготино да заеднички го аплицираме патот за Дисан, заеднички го аплицираме. Од страна на Неготино не наидовме на голем интерес за таа работа. И сега тука има некои проекти кои што малку чудно изгледат, али процедури за работа кои што мора да ги запазите. Вика има средства од милион евра, кои што може да ги потребите за патен локален пат, али треба да поврзе две населени места.
И сега тука нас одма сме хендикеп. Ако одевме заедно со Миготино по апликацијата, ќе го поврзитме до онли горни Бисан со Кавадац. Исто и со Миготино. Не ќе да аплицира заедно со нас, од оправдани причини имале поприоритетни патишта. По таа мерка ние не може да аплицираме, пошто немаме поврзување на две населени места. Кога што го спомнат дека помалку ќе кошта од стадионот, да. Знаете и сами, немој да не ги мешаме на води. Тие пари се за спорт. Државата рекла, буџет има 5 милиона евра за спорт. Тие мора да ги намени за спорт. Сега има нов повик, со тоа што заедно го работиме и го аплицираме патот за Радња, исто патот за туристичното место Сопот Рибац. Очекуваме двата патота да бидат одобрени. Сега, извинете, Дисан, али до територија на општина Кавадац. До територија на општина Кавадац ми се чини дека околу 2 км е проектот, го имаме проектот, аплицираме се и очекувам да биде одобрен. Ако го одобрат, некаде септември месец треба се комисии да се произнесат, ќе го ребалансираме и ќе го ставиме во програма. Она што го кажавте како локални патишта од 3-4 категорија, како патот за Радња, за Драгожа, ние како општина, како јавното предпријатие Комуналец, имаме континуирано одржување на полски и локални патишта од 2-3 категорија. Трета категорија ги класифицираме оние патишта кои што не се асфалтирани, а тука спаѓа и Радња и Драгожа. Имаме булдожер тега кој што го располага јавното предпријатие и константно е на терен. Сигурно ги гледате и Facebook објавите и она што го објавуваме на телевизија, гледаме да му овозможиме на земјоделците да направиме подобар пристап до локалните патишта. Драгожа се уште не сме биле и за Радња не сме биле. Ова го оставивме Драгожа и Радња, да отиде наша комисија да ги види двата локалитети, какво состојаме патот, да не трошиме само средства ако не може ништо да постигнеме со едно теге. И тоа ќе го направиме после септември. Зошто после септември? За да завршат земјоделските активности на нашите лозари сите, да не го публикуваме сега булдожерот, неопходен е тука, после септември, октомври, со оглед на времето сигурно ќе има момент да ги прочистиме и да ги подотераме двата пати. Инаку во село Драгожел, според нашите информации, нема нито еден жител. Евиденциран. Може. Друго. Вака е. Тој пат најмногу го расипуваат што камионите што носат и сега, ако не може, они имаат и механизација поголема, вклучите и ми во тоа. Зашто со автомобили со кои што буѓе тоа пат, де се расипува? Со 20 тона само терет од дрва и вклуч камионот и кој ќе заклиме. И тука се проблем. Доста оди попрес. За жал, јавното предпријатие Македонски шуми до сега и сега не учествува никаде во санација на патишта. Ова е проблем на ниво држава. Значи, таква забелешка има према јавното предпријатие дека само прави експлоатација на шуми и не се враќа назад да се ги санира ни оние законски обврски што ги направи пресеча, а не па при уништување на патишта. Тamo мора на глобално, на државно ниво да се смени и да се донесе некој подак за управување на тие локални патишта кои се директна одговорност на наши како општина. Затоа што знам каде е проблемот, исто е проблеми со Михаелов, исто е проблеми со Мајдан, исто е проблеми со Драгожел, исто е проблеми со Радња, кај што тие тешки возила кога ќе поминат го уништуваат патот. Мораме некако да наложиме да го враќате у правобитна состојба, али ние не сме надлежни и немаме механизам како тоа да го направиме, освен апел да упатиме, да се бориме за таа работа, да шумско стопанство покрај распишувањето на тендерот за сеча и за износ на дрвна маса, има и ставка, враќање у правобитна состојба на патишта, на сеча и сите тие работи. Можеби тоа ќе ги поскапи и дрвјата и сите работи, можеби нема да биде добро, меѓутоа треба да се работи на тоа. Ние како општина, пак ќе кажам, нема да ги оставиме граѓаните во ни еден случај да имаат ниту материјална штета, ниту друга штета. Ќе гледаме да овозможиме колку што се нашите ресурси и можности и ингеренции да помогнем во делот на тие високопланински риски села, како се кажуваат.
А по делот на пчелите, сега сум многу помлад од тебе, ова нека биде вака релаксирано малку, колку што знам и сум слушал и гледам, летно време се чуват на повисоко место. И паша, и други животни, дали е стадо од овци и пчели, а зимно време треба да ги спуштат на пониско место, обично како беше тоа од Ѓурѓов ден до Митровден, така? Така да, еве, на твоите соселани, ќе го кажете дека ноември месец ги стигнат пчелите на пониско, у Драгожел, у јануари месец на 2 метра снег не стигаме да енга. Така да во тој дел мораме да реагираме и секој соодветно правиме не само приоритет, него и она што можеме да го постигнеме како општина. Со природата не може да се бориме, тоа е нешто кое што не го спомнав уште ова и тука ќе завршам. Во овој ребаланс е ставени проектот за гасификација. Кавадација е спремно за гасификација. 3 милиона денара одвојуваме за изготвување на основен проект за гасификација, каде што имаме претходно физибилити студија направено. Со тоа Кавадац ќе биде спремно за гасификација. Од МЕР имаме информација дека за брзо време меѓу првите градови ќе бидеме со поставување на подстаница за гасификација. Тоа значи дека оваа година, здрави живи, таму септември, октомври, ќе бидете вие тие кои што ќе донесеме одлука за формирање на ново јавно предпријатие, уште едно, чисто јавно предпријатие, за снабдување на газ и гасификација на општина Кавадац. Тоа е добар момент и очекуваме од наредната година, за тоа што има средства и достапни пари за инсталација на цевководи, на опрема за гасификација, да почнеме да гасифицираме и кога ќе го гасифицираме првиот субјект или објект, ја би сакал да биде тоа јавен објект, лично моја желба, дали школа, дали болница, дали спортска сала, да отидеме на таков еден момент кај ќе видиме дека Кавадац има газ, пошто на Социјално-демократскиот сојуз, морам да спомнам, главна кампања беше гасификација на сите општини. Еве, ние како општина и ја како градоначалник од Бомбарот, сум спремен и го чекаме гасот да стигне за да ги вклучиме јавните институции. Се надевам дека 2020 тоа ќе биде, а по мои информации треба да биде и Кавадац ќе биде меѓу првите општини што добие газ во делот на гасификацијата на нашата држава и кавадарчани и јавните институции тоа што добијат, докторе, во твојот сектор животна средина исполнета, поевтина гасификација, почиста средина, почисто загревање, а нормално и поквалитетен живот. Така да се надевам дека до крајот септември, октомври ќе донесеме одлука за формирање на уште едно јавно предпријатие за гасификација. Благодарам. Благодарам, градоначалник. Колеги, одиме по прва точка. Предлог одлука за изменување и дополнување. Се надевам дека немаш уште некој за дискусија, се извинувам. На буџет на општина Кавадац 2019, кој е за? Едногласно. Втора точка. Квартален извештај за извршување на буџет на општина Кавадац за 2019 втор квартал. Кој е за? Едногласно. Трета точка. Предлог одлука за распределба на финансиски средства од буџет на општина Кавадац за 2019 година. Едногласно. Одиме со четврта точка. Предлог програма за изменување и дополнување на програмата уредување на градично земјиште на простор на општина Кавадац за 2019 година. Заедно со амандманот отварам расправа. Кој бара збор? Доколку никој не бара збор, точка ја ставам на гласање. Кој е за? Заедно со амандманот, колеги. Благодарам. Точка број 5. Предлог програма за изменување и дополнување на програмата за комунални дејности за 2019 година. Отварам расправа. Доколку нема никој за дискусија, ставам на гласање. Кој е за? Шеста точка. Предлог програма за изменување и дополнување на програмата за развој во општина Кавадац за 2019 година. Отварам расправа. Доколку нема за збор, заедно со амандманот, доколку нема за збор, ја ставам на гласање. Кој е за? Едногласно. Седма точка. Предлог програма за изменување и дополнување на програмата за изработка на урбанистички планови во општина Кавадац за 2019 година. Со амандманот отварам расправа.
Доколку нема, ја ставам на гласање кој е за. Едногласно. Точка број 8. Предлог програма за изменување и дополнување на програмата за активноста во општина Кавадарци во областа на културата. Отварам расправа. Доколку нема расправа, заедно со амандманот ја ставам на гласање кој е за. Едногласно. Точка број 9. Предлог програма за изменување и дополнување на програмата за активноста на општина Кавадарци во областа на здравствена заштита. Ја ставам на гласање кој е за, доколку нема расправа, едногласно. Точка број 10. Правилник за изменување и дополнување на правилникот за организација на работа, систематизација на работни задачи, плати на вработени во ИП Јасмин Кавадарци, донесен од Управен одбор на ИП Миту Хаджи Василев Јасмин Кавадарци. Отварам расправа. Доколку нема, ја ставам на гласање кој е за, едногласно. Колеги, де да се преброиме? 11 за, благодарам. Кој е против? 2, 3. 11 за. А де уште еднаш колку сме против, да не сме воздржани, да не има? Благодарам. Точка број 11. Предлог одлука за изменување и дополнување на одлуката за утврдување на стандарди за поставување на времени објекти. Отварам расправа, доколку нема за расправа, ставам на гласање. Кој е за? Драганчев и? Едногласно. Точка број 12. Предлог одлука за утврдување на потребите од донесување нова урбанистичко-планска документација за објекти надвор од плански опфат. Отварам расправа. Доколку нема, ја ставам на гласање. Кој е за? Развигор? Дигни рака. Благодарам. Едногласно. Точка број 13. Предлог одлука за изменување и дополнување на одлуката за резервирани средства за експроприација во буџет на општина Кавадарци за 2019 година. Отварам расправа. Доколку нема, ја ставам на гласање кој е за. Едногласно, благодарам. Точка број 14. Предлог одлука за давање согласност на склучена судска спогодба за регулирање меѓусебни односи во врска со судски предмет пред Основен суд Кавадарци. Кој е за? Едногласно. Точка број 15. Предлог одлука за давање согласност на одлука за донесување на годишен план за вработување за 2020 година на јавна општинска установа Локален музеј галерија Кавадарци за архивски број 01/141/3 од 5.7.2019 година, донесена од Управен одбор на јавна општинска установа Локален музеј галерија Кавадарци. Отварам расправа, доколку не ја ставам глас кој е за. Едногласно, благодарам. Точка број 16. Предлог одлука за утврдување неисполнети услови за донесување урбанистичко-планска документација за усогласување на намената на градежно земјиште на КП 13709 на улица Вишесница, КО Кавадарци 2. Кој е за? Едногласно. Број 17. Одлука за утврдување на неисполнети услови за донесување урбанистичко-планска документација за усогласување на намената на градежно земјиште на КП број 10347 и за зафат и кој зафаќа дел од КП број 10339 на улица Орце Николов, КО Кавадарци 2. Кој е за? Едногласно. Точка број 18. Предлог одлука за утврдување неисполнети услови за донесување на урбанистичко-планска документација за усогласување намена на градежно земјиште на КП 13709 на улица Пано Мударов, КО Кавадарци 2. Кој е за? Едногласно. Се извинувам, еден против. Се извинувам. Точка број 19. Одлука за изменување и дополнување на одлуката за на формирање на зони за утврдување на пазарна вредност на недвижен имот и за утврдување на вредност на градежно неизградено земјиште и градежно изградено земјиште за град Кавадарци и селата во општина Кавадарци. Кој е за? Едногласно. Точка број 20. Предлог одлука за донесување урбанистички план за село Сопот. Отварам расправа. Доколку нема, само гласен кој е за. Едногласно. Точка број 21. Предлог одлука за изменување и дополнување на одлуката за кофинансирање на проект реконструкција на и адаптација на објект Винска куќа Кавадарци. Кој е за?
Едногласно. Точка број 22. Предлог одлука за финансиски придонес во проект изградба на велосипедска патека од мост на село Ватуша до Моклишка воденица фаза 1. Кој е за? Едногласно. Број 23. Предлог одлука за ослободување од плаќање надоместок за утврдување на правен статут на бесправен објект. Отварам расправа, доколку нема ставам на гласање. Кој е за? Едногласно. Број 24. Одлука за донесување на правилник за систематизација на работните места на ЈП паркинзи Кавадаци донесен од управен одбор на ЈП за јавни паркиралишта паркинг Кавадаци. Отварам расправа. Доколку нема никој за збор, ја ставам на гласање. Кој е за? Едногласно. Точка број 25 поднесена од колешката Пиливанова. Отварам расправа. Доколку нема никој, ја ставам на гласање. Кој е за? Точка број 26 поднесена од колешка Нита Каракутова Гинова. Ја ставам на гласање. Кој е за? Едногласно. Благодарам. Помина. Само ако е нешто у знак на благодарност, повели на говорница. Ајде, колега. Да не каниш умај да наручи. Може у секој момент. Кача направи канализација. Кога сакате, у секој момент. Почитувани жители на општина Кавадарци, почитуван градоначалник, почитуван председавач на советот, колеги советници, медиумни служби. 15 години жителите на село Марена и поблиските населби Глишич и Сопот го чекаа овој момент, односно се најди некој домаќин барањето наше повеќегодишно да го спроведе и да се одобрат средства за правење на прочистителната станица, односно колекторскиот систем во село Марена. Конечно, жителите на село Марена и другите останати села што се како Глишич и Сопот, кои најмногу ја поднесуваа оваа смрдеја, сега во иднина со одобрувањето на овие средства, кои средства ги обезбеди општина Кавадарци во износ од 13 милиона и Министерството за животна средина во износ од 5 милиона. Значи, со доаѓањето на овој, мислам, општински совет на чело со градоначалникот, се најдоа средства за да се овој колекторски систем по повеќегодишно обеќање и многу добиени градоначалнички места во нашиот совет, сите го спомнуваа колекторот, сите го праве колекторот, јас ќе дојдам ќе го направам, али сега дојде моментот нашите барања да се исполнат и овој колекторски систем конечно да се спроведе и изработи. Ви благодарам. Благодариме. Со ова е завршена седницата советнички прашања. Ако имате утре, приемен денека и градоначалникот и кабинетот.